Почитувани учесници на 55-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Темата на моето излагање е поврзана, или поточно се обидува да најде поврзаност меѓу две значајни личности кои носат исто име. Свети Наум, Охридскиот светител и чудотворец, еден од најблиските соработници на светите браќа Кирил и Методи, и пророкот Наум, старозаветен автор на една библиска книга. Поводот се состои во тоа што Свети Наум Охридски носи име на познат пророк од Стариот Завет, име кој е исклучително ретко употребувано во Новиот Завет и во христијанската црква. Најнапред да кажеме збор 2 за разбирањето на името во минатото и денес, имајќи предвид дека токму тоа е врската помеѓу навидум, непостоечката поврзаност меѓу двата исклучително значајни истоимени лика. Во библискиот свет, името ја представува самата суштина на личност, а воедно го отсликува или насочува животниот пат на човекот. Денес недоволно позната е концепцијата која што семитските народи му ја припишувале на името, па затоа честопати не се разбира соодветно вредноста и значењето на одредени библиски изрази и именувања. Денес името обично служи само за идентификација на едно лице, но за евреите и за Библијата тоа е нешто многу поважно. Во библискиот свет името ја представува суштината на личноста, нејзиниот идентитет. Името делува како да има сопствена сила, а оние кои немаат име не постојат. Преку именувањето пак се објавува нечија реалност. Па затоа да се познава нечие име, или уште повеќе да се даде име, значи да се спроведе владетелството над некаква реалност, да се пробие во нејзината најдлабока тајна. Кога Бог дава име, дава постоење на една твар. Самиот Бог го менува името на Аврам, Сара, Јаков, насочувајќи ја и нивната судбина на тој начин. Кога Господ Исус Христос му дава ново име на Симон или пак на Заведеевите синови, тој тогаш ја менува нивната назначеност кога тие стануваат апостоли. Во христијанството пак, со прифаќањето на монашкиот чин, во знак на прекинување на врската со претходниот световен живот, идниот монах, крстеното име го заменува со ново монашко име на светител, кој треба да му послужи како пример, но понекогаш изборот на името е поврзан и со определени околности или случувања, поврзани со неговиот живот. Така, например, се предпоставува дека Свети Климент Охридски своето име го добил по Свети Климент, епископот римски, и тоа при неговото ракополагање во свештенички чин во Рим, тогаш тој, заедно со светите Кирил и Методи, дојдени да ја одбранат мисијата меѓу словените, ги беа понеле со себе и моштите на светиот римски епископ и маченик откриени за време на претходната хазарска мисија. Но кој бил поводот за избор на името на другиот Кирило Методиев ученик и Свето Климентов сотрудник, на Светиот Наум Охридски, еден од основоположниците на словенската и македонска писменост и просвета? Да, Свети Климент е единствениот меѓу светите седмочисленици кој има име од латинско потекло, што значи милост, додека пак неговиот собрат Свети Наум, како што беше спомнато, носи име на еден пророк од Стариот Завет, име исклучително ретко употребувано во христијанската црква. Па оттаму, логично и прашањето колку случаен можел да биде изборот на името на нашиот Свети Наум
и дали тоа на било каков начин е поврзано со животот, дејноста и книгата на нему истоимениот старозаветен пророк. Понудениот одговор пак него надминува прагот на една логична, но сепак обична предпоставка. Според житините белешки, Свети Наум Охридски бил еден од најблиските соработници на светите Кирил и Методи. Тој бил дел од Моравската мисија, по нивната смрт заминал за Плиска, а подоцна, кога Свети Климент станал епископ, Свети Наум го презел неговото учителско место во Кутмичевица. Во Наумовото житие се спомнува неговото ракополагање. Заедно со на Свети Климент, како и на други свештеници ѓакони во Рим, кога тој, по предлог на солунските браќа, бил ракоположен за презвитер во црквата Свети Климент во Рим од страна на папата Адриан II. Затоа ќе биде потребно да се направи краток осврт токму на дел од животот на Свети Наум кој претходи на овој настан, односно на карактерот и условите во кои се одвивала заедничката мисионерска дејност на светите браќа и нивните ученици. Познато е дека светите Кирил и Методи се класичен пример на оно што денес се именува како инкултурација. Кога секој народ во сопствената култура треба да има можност да ја чуе објавената порака на Евангелието, изразот на вечните вистини на сопствениот јазик. Но наспроти автентичната евангелска мисионерска поставеност, познат историскиот контекст на отвореното непријателство на латинските свещеници кон Моравската мисија, кои затскривајќи се за тријазичничката ерес, според која Евангелието може да се проповеда само на еврејски, грчки или латински јазик, нескриено ги прогонувале светите браќа и нивните ученици. Од овој предримски период на мисијата, кога се случувале најжестоките судири со франачкото латинско свештенство, запазени се најмалку сведоштва. Но, важно е да се истакне дека просветителската мисија се одвива во историски период, кога Моравското кнежество и другите западнословенски народи се наоѓале под воена, политичка и црковна колонизација на средновековната франачка држава, која го одржувала својот протекторат главно преку западната латинска иерархија. Оттаму и анимозитетот и непријателството кон Кирило-Методиевата група, бидејќи на словенското описменување гледале како на средство за привлекување на западните словени кон источната црква. Кога пак мисионерската група на враќање кон Византија се нашла во Венеција, таа таму ги минала најтешките премрежија. Дочекани со организирано обвинение против правото да се богослужи на словенски јазик, групата била разбиена, а дел од учениците се продадени како робови. И потоа следува повикот и заминувањето за Рим, приемот и благословот од папата Адриан II за словенското писмо и проповед. А кој е пророкот Наум? Тој старозаветен праведник, по кого и светиот Наум Охридски го добил своето име. Самото име Наум значи утешува, со што соодветно се осликува улогата и дејноста на овој пророк. Како што беше спомнато, тој е автор на една од библиските книги, сместена во редот на така наречените мали пророци. Тоа е поради големината на списот, не поради незначајноста на пророкот или неговата книга. Познато е дека старозаветната пророчка служба и пророчките книги главно се восредоточени врз состојбата на сопствениот еврејски народ. Преку објавување на Божјите опомени и повикување на покаяние. Но Наумовата книга е една од ретките која е насочена кон опомените, судбината и пропаста на друг народ и земја, на Ниневија, престолнината на Асирското царство, тоа кое ќе биде причина за падот на Северното Израелско царство во 8 век пред Христа.
Токму затоа уште од првите векови отците на црквата честопати го читаат Наумовиот спис како утешителен текст за прогонуваните христијани, гледајќи во Ниневија символ на насилство, а во незиниот пат победа на доброто и правдата. Раскошната и богата Ниневија, која својата слава ја постигнала преку освојувањето и ограбувањето на многу народи и земји, станала синоним и представа за секое друго аналогно владење од тој вид. Пораката на Наумовата книга се однесува токму на судбината на Ниневија, која што Господ ја уништи. Градот, символ на насилството и гнетувањето, таа безмилосна сила која нанела толку зло и болка врз другите народи, ќе биде обесилена и победена. Но осудата на Ниневија не произлегува од омразата на пророкот, туку од Бог, кој е добар кон праведните и гневен кон оние што прават зло. Не станува збор за освета, туку за ослободување од насилството и воспоставување на правдата. Настаните опишани во Наумовата книга даваат основа за размислување за односот на Бога кон големите и моќните. Бог, кој е присутен во историјата, учествува во големите и судбоносни човекори на човештвото. Наумовата порака во историски рамки се обидува да ја објасни неизмерната Божја сила, која не ги заборава починетите и угнетените и која на безнадежните им дава надеж. Затоа што Бог е оној кој го има последниот збор во историјата на човекот и светот, а не човекот. Без разлика на тоа што во некои моменти некои личности или држави се чинеле семоќни или непобедливи. Сушност, пораката на пророкот Наум е токму порака на утеха за малите и прогонетите. Ако се има предвид целосниот хостилен контекст од страна на туѓинците владетели, меѓу кои се одвива Кирило-Методиевата мисија, од отвореното непријателство до прогонот на светите браќа и нивните ученици, не е неверојатно дека токму оваа состојба ја сочинува главната нишка меѓу пораката на Старозаветната книга и утешното очекување на Новозаветниот просветител. Против божното арогантно однесување кон словенските просветители, оние кои животот го посветиле во служба на Бога, во пренесување на радосната евангелска порака за спасението, неоправданото насилство и прогон во името на Бога од страна на германското свештенство не може а да не повикува на Божјата правда. Исто, како и насилството на недопирливата Ниневија и нејзиниот безмилосен и суров однос кој старозаветниот Божи народ. Господ Бог, кој е милостив, добар, но и праведен, останува единствената утеха и за угнетуваниот Израел и за прогонуваните сесловенски рамноапостоли. Бог не ги заборава починетите и угнетените, а угнетувачите нема да ги одмине неговата правда. Ако се има предвид дека мисијата на светите Кирил и Методи и нивните ученици оспорувана, попречувана, прогонувана од почетокот до крајот, но дека и покрај сите премрежија тие се доследни, упорни и одлучни во низиното продолжување, затоа што таа е Божјо дело и остварување на Христовата порака до апостолите и до сите следни ученици, во Евангелието да се поучат сите народи од светот, наместо очајание и откажување тие не престануваат да очекуваат помош од Бога. Прифаќањето на сесловенското дело веројатно било видено како јасно манифестирање на Божјата праведност и во изборот на Наумовото име, како утеха за конечно признание и потврда за богогодното дело по сите истрпени неправди и прогони. Чудни се патиштата Господови. Делото започнато од светите браќа Кирил и Методи, во земјите каде што го вложиле на неголемиот труд, за жал тогаш не вродило со плод. Тамошните историски прилики биле неповолни, а тоа било причина и Свети Наум заедно со Свети Климент да се врати назад на оваа територија
во Македонија. Тоа значи дека Македонија се погодила погодна почва за да може да се продолжи започнатото дело и да обстане и потоа од таа почва да биде расејано понатаму низ целиот словенски христијански свет. Според утешното очекување на Свети Наум, не тогаш и таму, но токму тука и овде, на оваа македонска земја обстојува, продолжува и преуспева славното Кирило-Методиево дело. Благодарам.